каже на децата во 600 одделение или на средношколците, каде што мислам дека ќе бидат клучните промени во учебниците во гимназија или националните институти по историја, која е нашата македонска историја? Кои се нашите предци и зашто се бореле тие? А при тоа да не навредиме или да не предизвикаме некој од соседите за да не блокира во поглавието на Европска унија. Која била целта на генерации кои загинале за достоинството и слободата на татковината? И конечно, која историја и кое воспитание еден родител, еден дедо, едно семејство ќе го пренесува на своите деца, внуци, правнуци? Каде ќе биде роден Крсте Петков Мисирков? Во која Македонија? Како ќе им раскажуваме на странците пошто е нашата Македонија Македонија, уникатна и прекрасна? Пошто е Македонија, например, единствена во светот и дали ќе имаме право тоа да го кажем? Како поимот македонски ќе има различни значења и каква е таа разлика која ќе постои меѓу земјата и регионот и дека оваа разлика е ерга омнес? Еве само неколку теми. Ке споделам со вас од наставната програма по историја во 3-та година гимназија. Пример, темата Граѓанската војна во Грција и последиците. Во наставната програма постојат дидактички упатства и корелација со други предмети и наставни подрачја. Во програмата има вакви дидактички насоки. Ученикот, тоа е во постојната програма. Ученикот треба да ги објасни причините за граѓанската војна во Грција, учеството на македонците во воените единици, страдањата и екзодусот. Да знае за последиците и жртвите на војната. Што ќе им кажеме на денешните генерации? Кои се тие луѓе? Чии браќа, сестри, внуци се денес тие? Кој ги протерал? Па не е честно само за солзите кон тие деца и на тие граѓани. Знаете, пред неколку години бев во Израел. Имав еден студиски престој од 30 на дена и во прошетка во неколку музеи, каде што учениците ги посетуваат тие музеи од Холокаустот, имав прилика да прашам еден учител што им кажувате вие на денешните деца, на денешните генерации за екзодусот во Втората светска војна. Знаете што им одговори учителот? Имаме должност да им кажуваме секој ден за она што се случило на нивните генерации предци во Првата и Втората светска војна. Ние простуваме, не смееме да заборавиме. И замислете ја сега корелацијата на оваа тема, како што е во учебникот денес, во 1, 2 и 3 година во гимназија, темата е во непосредна корелација со мајчин јазик и литература, со географија, со социологија, со ликовна и музичка уметност и така натаму. Ова е само една тема од програмата. Нема да ги отвораме темите, а ќе ги споделам со вас кои што постојат во учебникот. Например, положбата на македонците во соседните држави, окупација и поделба на Македонија, Македонија под власта на соседните земји, Македонија и македонскиот народ во Првата светска војна, афирмација на македонската национална свест, јазик и култура. Почитувани колеги, оваа програма ја пишувале и подготвиле професори на филозофскиот факултет, на факултетот на кој што седиме денес и некои од нив ги гледам тука. Ги подготвувале и луѓе од Министерството за образование, од Бирото за развој на образованието, а ќе предаваат учителите од образовни науки, од педагошките факултети. Јас немам одговор на овој прашање. Но моето разбирање од текстот на овој договор ми кажува дека ние ќе имаме проблем со овие теми. Сериозен проблем и со Грција и со Бугарија. Овој дел од договорот ме потсетува на делата на Пауло Фрейре, еден брилјантен бразилски педагог, кој во своето врвно дело Педагогија на подчинетиот во 1968 година, кој се смета за референтно дело на така наречената критичка педагогија. Тоа е педагогија која фокусот го става на прашањето на гласот на ученикот. Бидејќи без глас значи да бидеш безмоќ, да бидеш немоќен. Ти не смееш да му го земеш гласот на ученикот. Што мислам дека со овој дел од договорот имам страв дека ќе ни се случи. Ние самите ќе си го земеме и одземеме гласот на овие генерации, на идните генерации, но и ќе го загушиме гласот и крикот на сите минати генерации. Ние всушност, почитувани колеги, ќе имаме култура на тишината, карактеристична за подчинетите,
репресираните во колонизираните земји кои немаат право на глас и мислење. Доминантната култура го замолчува починетиот преку културен пренос на дискурси во училиштата и во другите институции. Како резултат на ова, подчинетите ја прифаќаат негативната слика за себе си, бидејќи не се обучени и нема да бидеме обучени критички да истражуваме и да промислуваме, што ќе ни овозможи да ја преиспитаме ваквата лажна репрезентација за себе, ќе станеме пасивни, тивки, молчаливи. Ленард Мери, писател, публицист, председател на Естонија, вели: на иднината гледаме со надеж додека живее културата. Додека живее културата ќе обстои државата, додека живее културата ќе обстои човек. Учителот е репрезент на културата во која детето се формира во личност, ќе каже Брунер. Дали има ваков пример во историјата некој друг да ти ги менува учебниците? Нема. Ако сакаме да видиме како тоа го направиле оние држави кои имале проблем со своите толкувања на историите, јас денес пред вас ќе споделам еден краток примерот со Франција и Германија. Французите и германците се првите кои иницирале проект за учебник по историја. Внимавајте добро на терминологија. Станува збор за француско-германски учебник по историја, а не учебник за француско-германската историја. Тоа не е заедничка историја. Зошто и како го направиле тоа, одговорот не се наоѓа само во договорот за помирување, но и уште во еден многу важен елемент, а тоа е во изградената доверба на најголемиот број граѓани од двете земји, дека соседната земја е сојузник и земјата на која најмногу и веруваат. Тука е клучната пресвртница на односите, во изградената доверба. Повеќе од 70 години, проектот е започнат некаде 20-тите години на минатиот век. Работа на институции од двете земји, наставници од средно образование, универзитетски професори работеле на заеднички проект и излезен е тој учебник во 2006 година. За прв пат во светот гимназијалци на две различни држави како и нивните професори ќе имаат на располагање. Сега внимавајте, доколку сакаат. Два учебника по историја со идентични содржини. Двете земји дефинирале една клучна цел – да подготват заеднички учебник со потполно идентични содржини во две верзии. Ама внимавајте сега, двете работни групи создале концепт на учебник кој е збогатен со документи од двете држави, од двата архива, од двата фонда. На секое поглавие е вметната по една страница која истовремено им овозможува на учениците да ја видат и француската верзија и германската верзија на вистината. И дополнителни информации, библиографија, филмови, романи, музеи, интернет страници. Сите се сложуваат дека ова не е само педагошки, туку пред се и политички германско-француски историски проект. Проектот има длабока европска и транснационална димензија, спојува различни историски и педагошки наследства, ама ги признава специфичностите. Употребата на овој учебник е индивидуален избор на наставникот и тоа како индиректен извор, а не главен учебник. Еве го примерот кој сакав да го споделам на оваа трибина и само да посочам дека има и други начини и модели кои можеле да се земат во предвид. Почитувани колеги, за крај во овој прв дел од трибината би сакал да завршам со зборовите на академик Гане Тодоровски. Ова е нешто што не вознемирува буквално сите и за кое можеби сите од ред, како македонци, немаме одговор. Наше е да изградиме смисла за разумен отпор, како стратегија на обстанок. Ни треба доволно достоинственост да издржиме. Наше е да им кажеме, ние не ве разбираме. Ви благодарам на вашето внимание.